Добро вечер, Прилеп. Добро вечер, револуционерен Прилеп. Добро вечер, херојски Прилеп. Денеска се навршуваат 100 години од раѓањето на Кузман Јосифовски Питу. Ние денеска 100 години од неговото раѓање и 71 година од неговата смрт, заедно со уште 14 народни херои од Прилеп, го заживуваме нивниот идеал за борба за слобода. Во таа чест сакам да им ја изразиме нашата генерацијска благодарност за придобивките од антифашистичкото востание што ни ги донесоа за Република Македонија, за генерациите денеска што живеат слободно и во мир. Слава им! Денеска кога се навршуваат овие 100 години од раѓањето на народните херои, што ги дадоа и ги положија своите животи за слободна и демократска Македонија, дојде време кога македонскиот народ, кога граѓаните на Република Македонија почнаа да се борат со домашниот окупатор. Оние кои што 10 изминати години ги узурпира и ги киднапира институциите на Република Македонија, ја заробија слободната волја на граѓаните, го заробија мирот, спокојството, благосостојбата на семејствата, ја направија Македонија печалбарска земја, земја на иселена младина, ја украдоа Република Македонија и народните пари и сега ни продаваат лекции за честност и за патриотизам. Срам да има. Историјата ќе ги осуди сите злодела што овие години ги направивте на граѓаните на Македонија и на Република Македонија. Сакале вие тоа да го признаете или не? На партискиот роден ден на владеачката ВМРО ДПМН, предводникот на ВМРО-вскиот фундаментализам во Република Македонија Никола Груевски, во неговата квази-патриотска маска не се присети на народните херои ниту од Прилеп, ниту од Република Македонија. Меѓутоа зборуваше за некоја историја која што верувам само тој и неговите ја знаат. Ги воскресна контроверзните личности и настани од историјата на македонскиот народ и во тој дух денеска ни продаваат некакви лекции од позиција на председатели на држава, од позиција на председател на владеачката ВМРО ДПМН за некаква честност и за некаков патриотизам. Меѓутоа забораваат да кажат дека тие се најголемите манипулатори со историските факти за Република Македонија, за нејзините борци за слобода и за сите оние кои што денеска сакаат да ги воскреснат тие идеали и да ги вратат меѓу граѓаните, бидејќи во Република Македонија тој идеал веќе 10 години не постои. Меѓутоа, живее со сите овие луѓе што со месеци протестираат низ сите градови низ Република Македонија и ќе продолжи да живее во секој оној кој што знае за што протестира и знае дека Република Македонија не може и не смее да дозволи домашен окупатор да ја зема слободата, правдата и еднаквоста на граѓаните. Низ улиците, низ сите градови на Република Македонија и низ Прилеп имаме обезбедување. И поздравуваме полицајците и им порачуваме: отворете ги ушите, отворете ги очите и слушајте ги овие бесплатни лекции за слобода, еднаквост и правда. Бидејќи овие луѓе
кои што денеска протестираат, а на кој некој од вас и би се подсмева, се борат и за слободата и за правдата и на вашите деца. Се борат за слободата, за правдата и за еднаквоста на сите граѓани на Република Македонија. И тие кои што не поддржуваат, и тие кои што не поддржуваат. И оние кои што не квалификуваат како државни непријатели и предавници, и оние кои што не величат како борци за слобода, еднаквост и правда. Македонија денеска го живее најголемиот абсурд на денешницава и најголемата перверзија на системот кој што може да се доживее и да се живее во една држава. Денеска нема пример во светски и во европски рамки во кој што ќе кажете дека мафијата си има своја држава. Тоа одамна веќе е заборавена практика во многу од земјите во кои што борбата против криминалот, корупцијата, политичката манипулација е оставена во историјата. Меѓутоа, денеска во Република Македонија доживеавме кога квази патриотите, продавајќи ни лекции за честност и за квази патриотизам, токму низ историската призма на абсурдите и контроверзните личности и настани кои што ни ги сервираа низ политички говори по повод некакви родендени и победи после импичмент, повикуваат или алудираат на некаква братоубиствена војна или на некаква граѓанска војна. Па како не ви е срам? Па како не се засрамите? И пред овие граѓани и пред оние млади генерации кои што растат, и пред оние млади генерации кои што не слушаат и во Македонија и надвор од Македонија. Овие ненасилни протести не се лекција само за историјата и за вас, криминалците од власта. Овие протести за слобода, еднаквост и правда се лекции за сите оние кои што на ненасилен пат уриваат режими. Тоа во Република Македонија ќе се случи. Нема да дозволиме никакви епитети за некакви насилства, за некакви насилни сценарија да ни бидат припишувани, а најмалку пак ќе дозволиме сценаријата на Груевски да станат реално за Република Македонија. Груевски не е Македонија, Груевски не се е овие граѓани што протестираат за слобода, правда и еднаквост. И по примерот на неговиот ментор, на неговиот председател, така наречениот председател на Република Македонија, го девалвираше, ја девалвираше функцијата председател на една држава и стана пример како не треба да се држи говор и како не треба првиот татко на нацијата да се бламира пред македонската и светската јавност и да покаже такво незнаење и непознавање не само на своите надлежности, туку да сведочи за она што Груевски го најави. А тоа е дека некој требало на насилен начин нешто да направи, а тој, замислете, тоа требал да го реши со армијата, па тој се одлучил да стави крај на кризата со тоа што ќе аболицира криминалци. Меѓутоа, и од тука, и од Прилеп, и од сите градови во Македонија порачуваме. Сето тоа што го направивте и што се обидувате да го направите, да го ставите како епитет на шарената револуција, на овие граѓани слободолюбиви, правдолюбиви што протестираат, нема да ви успее. Затоа што нашата идеја, нашата мисла и нашата борба е чиста, ненасилна и во тоа ќе успееме. Секој кој што ќе се обиде да застане на патот на идеал за слобода, изгубил. Тоа вие го правите и да знаете дека ќе изгубите. Идејата за слобода, за која што гинеле народните херои, револуционерите и сите паднати за Македонија,
не може никој да го угуши, ниту со медиумска пропаганда, ниту со насилство, ниту со закани од кривични пријави, ниту со било какви закани. Тоа е лекција од историјата која што не сте ја научиле. Паднавте на тој испит и затоа ќе повторувате во опозиција. И по примерот на својот ментор, на неговиот соучесник, денеска соизвршителот на најголемите криминали во Република Македонија, поранешната министерка за внатрешни работи, пред суд вели не се чувствува виновна, не сторила кривични дела и дека била подготвена да одговара. Од тука од Прилеп, овој слободолюбив народ прашува: пред кого ќе одговарате? Пред оние судии кои што ги избиравте преку тефтерчето? Таму сигурно ќе излезете невини. Меѓутоа, пред вистинските институции и судови ќе се покаже вашата вина. Вели специјалното јавно обвинителство што представува искра надеж за враќање на правдата и правниот поредок во Република Македонија, функционирало како орган во состав на Социјалдемократскиот сојуз, рече и остана жива. Истата она која што Република Македонија, граѓаните и светот ја слушаше како велеше МВР ВМРО. Истата таа што ги претвори институциите на партиски испостави на низината партија. Ето од тоа и против тоа се бориме. И тоа нема да го дозволиме повторно да се случи. И повторно лепени, монтирани и сечени. Па луѓе, дали мислите дека овој народ што слуша и што гледа ви верува? Дали мислите дека не ве препозна? Дали мислите дека ќе ја продадете вашата честност на начин на кој што ја продавате? Но јас ве разбирам. Не можете од ѓон да барате образ. Одамна тоа го нема во Македонија. И денеска кога ни се препишуваат секакви насилни сценарија, некакви украински сценарија и некакви оптужби дека сме сакале да го рушиме уставниот поредок на Република Македонија, истите тие зад судиите и обвинителите од тефтерчињата сакаат да ја продадат последната лекција на честност, меѓутоа не им поминува. И покрај големите пропагандни манипулации што ги плаќаат на медиумите платени од наши народни пари. Тоа нема да ви го дозволиме, да го лажете народот на Македонија, да ги манипулирате сите оние кои што веруваат во подобро утре, сите оние кои што сакаат да си ги вратат своите деца дома, затоа што се иселија бидејќи Македонија стана неперспективна земја за живење. И на крајот ќе ви порачаме: институциите кои што 10 години ги руиниравте, имаме задача и цел да ги обновиме. Затоа што само пред професионални институции, пред луѓе со интегритет и професионалност, вие ќе бидете минато во Република Македонија. Вие ќе бидете минато не само од политичката сцена, туку ќе ве паметиме во историјата како најголеми квази патриоти и манипулатори со националните чувства на граѓаните на Република Македонија. Денеска велиме македонскиот народ или граѓаните на Македонија немале национална свест. И нормално низ речникот на Груевски националната свест треба да резултира со реторика од типот на неговите историски лекции, за квази патриотски нормално. Меѓутоа, овие шарени револуционери, овие слободолюбиви и правдолюбиви граѓани кои што протестираат велат: национална свест денеска не е да се удираш во гради колку поголем македонец си
или колку ќе го понижиш твојот сограѓанин, албанец, турчин, ром, србин, бошњак. Национална свест е колку знаеме да цениме дали во Македонија имаме институции кои што ќе обезбедат стабилна иднина за идните генерации на Република Македонија. Дали знаеме за што се бориме? И тука ја правиме клучната разлика. Тие се ставаат во одбрана на мртвите, на спомениците, на оние кои што не знаат ниту да зборат, а символизираат нешто. Меѓутоа ги го забораваат живиот народ. Ги забораваат живите и оние кои што треба да ја градат иднината на Република Македонија. И затоа таа разлика ние ја правиме преку овие протести, преку овие говори и алудираме до секој граѓани на Република Македонија без разлика на неговата етничка, верска, политичка, социјална припадност, дека ова не е исклучиво политичка или партиска битка. Ова е битка на сите граѓани на Република Македонија кои што сакаат стабилна, мирна, еднаква, праведна и слободна Македонија. Ние тоа ќе го избориме. И за нас, и за нашите деца. И на крајот, во духот на почетокот на говорот, сакам исто така да упатам една парола која што го буди идеалот за слобода за кој што гинеа ваши сограѓани во 2001 година, партизаните во 45-та и линденците во 903-та и сите оние кои што паднаа за Република Македонија. Идеалот на антифашистичкото востание и антифашистичката борба, а тоа е борбата за слобода. Фашистите владеа со паролата да живееш значи да се покориш. Во овој народ непокорот не живее. Ние се водиме со паролата на инвиденците, на Јане Сандански. Слободниот за совршенство, робот за слобода. Затоа ве повикувам од тука од Прилеп да бидете горди на ова што денеска го правите за вас и за вашите деца. А сите оние кои што седат и не слушаат, овие се бесплатни лекции од кои што ќе се срамите кога ќе дојде слободата и за вас, а вашите деца ќе ве прашаат каде бевте вие. На тоа прашање одговор нема да имате. Благодарам.